Dobro večer, i ako očekujete večer da razgovarаме со политичар, нема да разговараме. Едноставно затоа што политичарите во месец август одмараат и тешко беше да новинарската екипа пронајде соодветен соговорник за серијата од написи и гостување во оваа емисија. И затоа алтернативното решение кое го одбирам за вечерва, мислам дека ќе ви биде дури и поинтересно за гледање и слушање, со оглед на тоа што е многу близко до вас, до вашата перцепција за природата, за околината и она што ви значи во овие летни месеци тоа. Кога говориме за екологија, за природа, за зеленило, колку сме зелени, колку сме напредни, така да кажам, ако ме читате меѓу редови, тогаш името и презимето на Роберто Паризов е неизоставно. Токму тој е вечер наш соговорник, човек кој исклучително добро ги познава приликите не само во општинава, туку и надвор од нашата општина. Роберто, здраво. Здраво, добар ден. Во убав амбиент во градскиот парк се наоѓаме и мило ми е што се одзва на нашата покана за учество во оваа емисија, со оглед тоа што реализираме емисија во петок. Тоа ретко ни се случува, во понеделник, вторник ви го знаеме кој ги не е соговорник, меѓутоа вие знаете што значи тоа и еве во емисијата. Сред лето сме, 30 август. Како вие ја чувствувате оваа атмосфера на потребата од зеленило, ова побарување на зелените сенки, на убавите дебели сенки, на 42 степена, дали вие со вашето еколошко друштво и вашата мисија која имате, а ја одбравте да ви биде животно занимање, ја гледате, ја коментирате? Апсолутно. Потребата од сенката е нешто најкруцијално во овие жешки летни денови. Климатските промени си го сторија своето и че си го прават негативниот ефект кој што секојдневно се етаблира. Ние како граѓани можеме само да се трудиме да најдеме некое поладно место, некоја поголема или подебела сенка и затоа дрвата мора да ги штитиме со сите можни атрибути кои што и оружје со кои што располагаме сите. Треба да го зголемуваме зелениот дрвен фонд на територија на општина, па и на национално ниво, на глобално ниво исто така. Што се однесува до нас како екологисти, ние се залагаме за нулта сеча, да не постои мораториум едноставно на сечење на дрвата, освен или таму кај што постои опасност, затоа што дрвата не се наши. Значи ние како луѓе не ги поседуваме дрвата и тие се живи суштества. Ете, го користиме нивниот благодет секојдневно, се трудиме колку што можеме да ги зачуваме, да подигнеме нови садници, да ги зголемиме зелените површини во градот. Гледаме нели дека секојдневно се подигаат нови паркови дополнителни. Исто и апелиравме до самата општина да се зголемуваат зелените површини. Можам да кажам дека општина Кавадарци е една од ретките општини која што располага со толку голема површина на зелена површина. Но едноставно тоа не е доволно. Секогаш треба да се стремиме кон повеќе и повеќе и да имаме што е можно поголема дрвена маса и повеќе сенки за летниот период, повеќе зимзелени дрва кои што ќе го филтрираат нашиот воздух, кој што е презагаден во зимскиот период и едноставно треба си да се грижиме, не само службите, него и граѓаните. Ми требаше време да го сватам овој човек, Роберто, долги години при моето новидеско бавење со оваа професија и сега го разбирам. Тој никош не вели од прва дека одедена работа е, исправна. Секојаш ги користи сите можни мерки додека се дојде до решение. Кога велам мерки, тоа се процеси или фази. За да се извади едно дрво од почвата, се употребуваат сите потребни елементи за тоа да се случи. Да се направи јавна анкета, што мислат комшиите, што мисли градот, што мислат граѓаните. И сега гледам дека градоначалникот за да, например, извади 21 дрво колку се извади на улицата Илинденска, задолжително го бараше мислењето на екоживот и на Роберто Паризов со оглед на тоа што е значајно да се процени или оцени дали тоа дрво треба да биде отстрането или не. Дека е сериозен вашиот однос кон ова проблематика, тоа го покажате до сега. Тоа го чините низ проектите. Кажете ни,
Дали ние како народ, како нација ќе се научиме да го сваќаме вистинското значење на зачувувањето на средината во која живееме? И јас исто би потенцирал дека ние како граѓани доста често избрзуваме со нашите одлуки, мислења и ставови. Конкретно, ако сакаме да донесеме некој заклучок зошто се извадени тие 20 на дрва, ние во склоп на комисијата за зеленило во општина Кавадарци, каде што Екоживот зазема активно учество, дебатиравме долго време. Како еколошка организација навистина не сме среќни заради сечењето на тие дрва, но пак ќе потенцирам, не сме среќни, не прави среќни. Во никој случај не е нешто кое што е смешно, кое што дефинитивно треба да се трудиме во иднина плански да ги работиме тие инфраструктурни работи, посебно за улици и тротоари, за да не дојде до оштетување на дрвата, бидејќи знаеме дека таа улица сега ќе се реконструира и се реконструира. Машините ќе си го направат своето, ќе си го земат својот данок, ќе ги оштетат корењата и стеблата на дрвата, така да тие дрва на еден или на друг начин ќе беа оштетени, бидејќи сепак кај нас едноставно концесионерите или тие кои што им ја дадена таа улога да ги реконструираат улиците немат соодветни служби или соодветна совест да внимаваат на зеленилото. Тоа е нешто кое што и општината и ние треба дополнително да работиме, бидејќи прво се дрвата, а после се патот, коцките и канализација или другите работи. Но ете, во склоп на урбаната средина се дава приоритет на урбаната опрема. Последниве неколку години вие створивте доста, краначалникот ви го изрази соодветното внимание и речем снага или силина или моќ што имате во општеството и ве консултира за сите потези што тој ги прави и во парковите и на градските улици. Ве молам, како вие ја гледате неговата работа овие 4 години, дали тој како градоначалник, како совет, како општинска власт функционира на овој план и како вие го поминате овој период, ако можам така да кажам, низ учеството во разни проекти кои се многу битни или круцијални за еднината за општина Кавадарци. Екоживот е веќе деценијска организација која што работи со приоритет во општина Кавадарци, потоа и на национално ниво и интернационално од летово. Станавме членка на CIWeb мрежата. Што значи да? Тоа е мрежа за заштита на биодиверзитетот на Југоисточна Европа. Во секој случај, сакам да потенцирам дека Екоживот веќе зборува од сопственото искуство, не слушаме некој што кажал, некој што мислил, и ќе потенцирам многу важен факт за нашата организација, приоритет даваме на мислењата и потребите на граѓаните. Сепак ние сме граѓанска организација и сакаме да граѓаните се чувствуваат еколошки заштитени. Доколку не е така, тогаш е безпотребно нашето постоење како организација. И не се работи само за нашата организација, би апелирал до сите граѓански организации на ниво на национално ниво, да работат во интерес на граѓаните, затоа што тогаш се граѓански. Да, тоа е атрибутот кој што нас не прави граѓански. Секој треба да си биде платен. Значи едно е работата, насоките остварување на цели задачи, а друго е да има сублимат со соодветни примања кои што уште повеќе ќе не мотивираат да ја исполнуваме нашата работа. Ние сме еколошка организација, остварување на еколошки цели и задачи. Уште повеќе сме мотивирани кога има некој проект доделен од Европска унија или други фондации кои што велат вие ќе бидете наградени со толку и толку финанси да ги остварите тие и тие цели кои што вас ви се опишени во тој проект. Во последно време работиме цело време на европски проекти, но секогаш во општина Кавадарци и во договор со општина Кавадарци. Да, тоа ве гледам. Изградивме една атмосфера. Постои така. Градоначалникот има значајна улога во градењето на таа атмосфера, да се слуша нашето граѓанско мислење и нашите насоки кои што ние ги даваме. Постои уште недостатоци мали кои што доправа треба да се доизградат, да се доправат. Например, треба да има член на нас, на граѓанскиот сектор во Комисија за екологија во општина Кавадарци. Затоа што носење на одредени насоки кои што ги гласа Советот со еколошки акцент е безсмислено доколку нема граѓански сектор од областа на екологијата.
Со ова не потенцирам дека меѓутоа екоживот е е тие... во право сте. Да, дефинитивно. И ќе напоменам дека многу важно е тоа што ете после 10 на години изградивме атмосфера на соработка помеѓу општина Кавадарци и граѓанскиот сектор. Имаме неколку локации каде што се даваат соодветни простории за работа на граѓанскиот сектор. Ние после 10 години заклучивме дека не е просторијата која што возможува клима за работа, него се човечките ресурси. И за една граѓанска организација е многу важно да има соодветни човечки ресурси за работа во соодветната област. Многу е важно да се прошируваат видиците за секоја граѓанска организација, посебно од областа на екологијата, и да има членство во разни мрежи. Преку разните мрежи се зголемуваат знањата и насоките во кои што една организација треба да напредува и да ги носи тие соодветни искуства од страни искуства на територијата на нејзино делување, тоест во општина Кавадарци. Ние сме организација каде што има членови млади луѓе. Нашата организација Екоживот веќе има парципирано од 20 до 50 европски Еразмус проекти од разни домени, посебно од областа на животната средина. Во посебно време приметивме дека самата Еразмус програма ги фаворизира програмите за климатски промени, и тоа е многу добро, бидејќи гледаме дека со самите топлини овие жештини се резултат на климатските промени. Кога има поплави и такви невремиња, и тоа е исто резултат на климатските промени. Тоа се промени во климата, Така да сечењето на дрвата и градењето на не знам какви централи, гиганти загадувачи, кои што само ќе го зголемат јаглеродниот... Или пореметувачи на природните текови. Да, пореметувачи на природните текови, исто така. Тоа е нешто кое што е клучно, на кое што ни треба да акцентираме нашата работа во иднина. Сватени ли сте од општеството за ова што го говорите? Приметивме исто така во разговор со граѓаните дека тие кои што имаат време и сили и нема да навлегуваме во заинтересираноста нивна, посебно непартијските граѓани имаат разбирање во насоките и нашата работа. Бидејќи во екологијата нема партиска работа. Абсолютно. Во екологијата има само екологија, како да се зголемат овие зелени средини, како да ја намалиме емисијата на општеството, бидејќи секој семејство треба се стреми да го намали својот јаглероден футпринт врз средината. Тоа е првиот услов. И најмалку сечењето на шумите. Значи треба да нашето општество да се стреми кон не горење на дрва. Значи затоплувањето по пат со дрва, тоа е веќе нешто кое што можеби треба и на владина мерка да се донеси да има ограничување во горењето на дрвата. Јас што ќе поддржам во таа идеја. Баш ми е мило што имаме уште еден кој што ги разбира тие работи. Бидејќи сепак горењето на дрвата представува многу голем проблем, се намалува дрвената маса, се намалуваат можеби количеството на врнежи, и тоа доста често се поврзува со сечењето на шумите. Последно нешто што разбравме е дека во склоп на Маврово е селектирана букова шума како заштитено подрачје на УНЕСКО, а ние во Тиквешијата си ја сечеме буковата шума. Има што? Да, буковата шума е детектирана од страна на координативното тело на УНЕСКО како традиционално, како наше национално богатство и светско богатство. И ние сега треба да ги копираме, не да ги копираме, него да ги следиме да ги применуваме тие работи. За прв пат по подолго време вие работите еден проект, тоа треба да го знаат нашите гледачи. Проектот е за изработка на подолгорочна анализа или проект за локален еколошки развој. Или план. Што би значило тоа за Кавадарци и за урбаниот дел на градот? Изработката на ЛЕАПот е од највисока важност за општина Кавадарци, бидејќи самиот ЛЕАП е еден план, еколошки акционен план, кој што ни овозможува нас и на сите граѓани да дадиме насоки, еколошки насоки според кои ќе се развива нашето општество. Нашето мини општество. И тука опфаќа комунални работи, опфаќа инфраструктура, опфаќа
број на возила, офаќа Се испланирано. број на стебла, на квадратура на зелени За да има такви површини. куќи треба толку. Да, буквално број на Мини население, паркови, мини така. паркови, сите работи кои што може да се опфанат е највисокиот плански документ кој што е со важност од 6 години, се изготвува максимум 6 месеци и се обновува на секои 6 години. Да. Тоа е највисокиот документ кој што може да го донесе Советот на општина Кавадарци. Без примената на тој документ нема потреба, нема градење, нема дозвола за. Нема, да. Тоа треба да го знаат граѓаните. И треба да е консултативен во градењето на кога треба да се прошируваат инфраструктурни објекти и така нато. За колку време треба да го направите ова чудо? Па треба да направиме, почнате пред 2 месеца, за во рок од 6 месеци треба да биде готов во соработка со службите на општина И тоа ќе Кавадарци биде- и не само ние, значи тука се други Институции, чинители, институции, правни физички лица кои што имаат разбирање од областа на животна средина и сакат доброволно, волонтерски да го дадат својот допринос. Важно, многу важен документ, нели? И Екоживот волонтира во сета таа работа Да, и тоа- ќе волонтира за секогаш кога ќе има потреба во општина Кавадарци на сите тие теми. Вие му се ставивте на располагање на ова локална самоуправа и граначалникот токму заради вашето залагање и потреба од и ваша интервенција со оглед на тоа што имаме таква потреба. Какви се другите состојби во општината, мислам со депонијата, мислам со состојбата со биодиверзитетот и така натаму. Состојбата со депонијата не е нешто со кое што треба можеме да се пофалиме, иако службите се трудат да ја одржуваат, да ја менаџираат таа депонија некој колку што е начин, да, можно. да. Тоа не е ни депонија, тоа е џубриште. Стандардизација немаме на таа депонија. Полустандардизирана е само депонијата во Скопје Така е. и друга депонија таква нема во Македонија. Што правиме? Плановите на национално ниво се Може да притиснеме. изградба може да притиснеме, дефинитивно притискаме, ама да не биде депонија. Бидејќи според плановите на Обединетите нации, депонирањето на отпадот е последното нешто прифатливо, полуприфатливо. Иначе највисоко нешто кое што подобро нешто од депонирањето е намалувањето на отпадот, кое што сите граѓани, правни физички лица треба да го применуваат. Потоа е сепарирањето на отпадот, неговата реупотреба, рециклирањето, Да. и на крајот доаѓа депонирањето. Се имаат некои фирми за рециклирање, за употреба Дефинитивно, и реупотреба, да, и тоа, но не- дали е тоа доволно? не- Дали е пакомак единствена или колку пакомак? Не треба се да има во неколку такви фирми, но тоа не е доволно. Не е Сепак доволно. ние на депонијата се уште имаме амбалажен отпад. Така е. И се додека имаме ние по депониите и по дивите депонии, последните наши истражувања што излегува во склоп на пред 2 годишен проект еден, дека во склоп на секое населено, мили населено место има по 3, 4, 5 и повеќе депонии на сите излезни патишта. И тука тие депонии си го прават своето и по биодиверзитетот, по квалитетот на подземните води. Тие води може да бидат изворишни, може секакви да бидат, по квалитетот на амбиенталниот воздух, гледаме дека се почесто ни се палат тие депонии. И не би сакал сега да дебатираме само за депониите, бидејќи стварно фактите кажуваат, пред неколку дена се запали депонијата во Велес, во општина Велес, реагираа нашите колеги од Вила Зора. Пред неколку дена се запали депонијата во Росоман. И сето тоа си има своја цена врз квалитетот на животната средина. Не остануваме ние неказнети, нашите ресурси природни не остануваат неказнети. Дали ќе бидат тоа рибите во реката Црна, дали ќе биде тоа квалитетот на некои изворишни води со кои што се напојува некое село околно, тоа дефинитивно е нешто, последици ќе има. И ние треба да се стремиме во решавање на проблемот, менаџирање со отпад, се вика. Не дека Екоживот има против стручните лица, конкретно во општина Кавадарци или во ЈП Комуналец. Значи луѓе што се трудат максимално колку што можат да менаџират со отпадот, но тоа е резултат на една нестандардизирана депонија и немање на соодветни лиценци, опрема и други работи за да се и други потребни нешта Може би за да знаење се за одредени состојби, може би несоодветна стручна. не е знаењето го прави во прашање конгломератот повеќе работи, но законот не дозволува. Законот рекол на територија на општина Кавадарци ќе се депонира отпадот само на депонија Мелци.
И толку, и сега ние можеме само да работиме на подигање на сметот од сите мали населени места, што уствари ете успеавме во последните 4 години да се депонира да се собира отпадот. Ние како невладина организација го следиме тој процес. Но не е на задоволително ниво. Значи се уште има работи, многу работи да се работат. Во селата некако е тоа баш поселски. Забавено, баш поселски. Значи, и тие се граѓани на општина Кавадарци, и тие заслужуваат соодветен износ на смет, и они си плаќаат сметки. Мислам дека општина и советот треба да донесат посебни Како што донесува некогаш одлуки за ослободување на одредени граѓани од плаќање на таа такса. Знаеме дека ЈП Комуналец се финансира од тие сметки, но има некои граѓани кои што стварно тие 300 денара што ги плаќат или 350, значи извините, не знам точната цифра. Може има цена. Тие граѓани му значат тие суми. Еве ни во склоп на нашето работење забележавме дека има граѓани кои што се наоѓаат на работ на екзистенцијата и му значат секој денар му значи, и мислам дека општина Кавадарци или пак треба да го овласте самото ЈП Комуналец. ЈП Комуналец да и самото ЈП Комуналец може доколку донесат соодветни документи дека се приматели на социјална помош или се наоѓаат во некоја крахирана состојба, да ги ослободува од тоа. При одговарањето на ова прашање споменавте водата, а сега би прашал со оглед на тоа што водата има големо значење за нашето постоење, за животот, за ова трева, за нашето опстојување. Како е состојбата со водите во општина Кавадарци? Ги ја следите ли? И ако не се лажам, вие партиципиравте за еден голем значаен проект на ниво на Македонија, така. На обострано задоволство на општина Кавадарци, на ЈП Комуналец и на Екоживот, добивме проект од влада на Република Северна Македонија, кој што вели дека ние ќе работиме на проектот Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите. Проектот ќе биде реализиран до крајот на декември месец и ќе работиме на главната цел, тоа што е веќе поднесено до влада, до нашата влада, да се прогласи извориштето Лукар за заштитено подрачје. Тоа што најмногу ни значи, не прави горди, не прави да се чувствуваме добро, позитивно, е дека конечно извориштето Лукар, кое што напојува 3 општини и не знам колку други села, ќе добие статус на заштитено подрачје. Тоа е проект на општина Кавадарци, кој што тие веќе го поднеле, но е заглавен негде по институциите. И сакаме да го разбудиме во тек на, не успеавме се уште, ќе успееме кога ќе се донесе самата одлука да самиот проект биде самото извориште биде заштитено подрачје официјално, кога ќе се официјализира, и тогаш ќе имаме обострано задоволство и ние и општина Кавадарци. Верувам и градоначалникот ќе биде задоволен пошто тоа е сепак негова иницијатива. Тоа е 100-годишно решавање на проблемот. Наша беше инспирацијата од страна на нивната иницијатива на општина Кавадарци и службата за животна средина да пробаме да влијаеме заеднички и да се донесе тоа да успееме таму да запреме сеча на шуми и други уништување на... Дефинитивно, не може да се работат повеќе работи на едно место. Ако пиеме вода од негде, ни треба да знаеме дека водата значи живот и сега треба да го заштитиме тоа подрачје да биде на топ, на врв. Ама јас не сум тој и така натаму. Нема така приказки. Да, дефинитивно. Ингеренциите не треба да бидат поделени, треба да биде формирана таму некоја служба, ренџерска или каква ќе биде, да го штити самото извориште, и верувам дека можеби општина Кавадарци ќе ни додели некоја друга таква улога во можеби надоградување на заштита, бидејќи сега се однесува само на геоморфолошката заштита на извориштето. Тоа значи почвата и водите, но таму сепак самата територија располага со богат биодиверзитет и мислам дека треба дефинитивно тоа да се прошире самиот елаборат треба да биде. Ова е крупна работа, Роберто. Дефинитивно крупна. Ни знаеме дека се надзираат и некои граници на работа. Ние сме сите асимилирани мобилизирани во нашата организација за работа на овој проект, па да се надеваме дека во поскоро време ќе се видиме и ќе кажеме позитивни резултати за тоа што надежта е таа која што ни дава мотивација за работа. Ние како медиум ќе ве поддржиме. Роберто, многу брзо поминува времето, поминаа 25-6 минути. Режи, имаме ли толку? Да, имаме.
Што би кажале вака за крај, да го задржиме вниманието во овој половина часова Би емисија? потенцирал нешто многу важно, кое што се дешава моментално на територија на 5 плански региони За општина Неготино, баш Да, убаво, баш да, убаво, да. баш што мислеме да го чуем. Тука се работи за нашето мислење не партиско и еколошко мислење. Веќе сме за начинот на менаџирање со отпадот. Инвеститорите имаат своја визија како треба да се понатаму постапува со отпадот. Институциите на нашата држава му дале поддршка на тоа решение. И сепак имаме потреба од решение, бидејќи кажавме депониите ни се палат, тоа што ни сме 20 години назад еволутивно во нашите навики да постапуваме со неодговорни, имаме многу голем јаглероден футпринт секое семејство. Мораме да најдеме решение, а решението се вика рециклирање на отпадот. Тоест негова преработка во други суровини. Во овој случај бевме на презентацијата во општина Неготино, каде што инвеститорот ни презентира решението дека ќе се произведува биогаз, а од биогасот ќе се добива електрична енергија. Што значи дека нема беззначајно да биде фрлен или депониран отпадот, бидејќи не се работи за депонија, се работи за фабрика. И тоа е многу важно да се знае кај нашето население во Тиквешкиот регион, бидејќи на територија на општина Готино имаме една поинаква агенда и случајност кога одредени невладини структури потенцираат дека се работи за депонија, па дека не знам како ќе имало штетни последици врз здравјето и друго, и генерално се определуваат. Да. Но нашето примарно мислење е доколку се тоа е така како што предвидува физибилити студијата на самиот проект, и институциите се институции си го задржат својот интегритет и влијаат да се запазат сите правила и нормативи што се опишани во самата студија. И ја конкретно би потпишал со двете раци дека тоа нема да има влијание по животната средина, по здравјето, по квалитетот на лозовите наседи и така натаму. За што ти реагира? Да. Бидејќи на национално ниво многу значи да се ослободи отпадот од 48 општини. Да се направи елиминација на диви депонии па не знам, мислам дека се работи за некоја си бројка, сега ќе шпекулирам, од 5000 диви депонии на национално ниво. И сега тие 5000 депонии кажавме дека има дефинитивно. И сега у Кавадарци ако ни се пале нас депонијата, хронолошки гледано, не значи дека ќе ни се пале во иднина, но хронолошки гледано ако ни се пале 2 пати во годината, у Неготино се пале 10 пати. Дефинитивно треба ова е ситуација има поголем проблем од колку дефинитивно. Сепак со тоа што дозволиме да се депонира отпадот, се ослободува газ кој што е 30 пати поштетен од јаглерод диоксид. Во одредени западни земји со ваше стручно и долгогодишно занимавање со проблематика се определуваат на политика. Имате ли амбиција за политика? Не, кажавме, значи нашата организација ќе работи строго во интерес на екологијата, како граѓански сектор и како граѓанско движење. Никогаш нема да влијаеме партиски. Сега можеби некогаш доколку е потребно некое политичко, затоа што екологизмот се издвоја како политичко движење. Во Германија е значајно политичко движење. Да, можеби, тоа ќе оставиме како голем прашалник. Но во нашата општина екоживот секогаш ќе биде непартиско движење кое што ќе работи во интерес на екологијата и на граѓаните на општина Кавадарци. Роберто, многу работи не рековме, ти сте ми драг соговорник, меѓутоа ќе те користиме во наредниот период со оглед на значењето што го имате и борбата што 24 часа имате. Би сакал да дадам само уште една работа. Екоживот е организација која што моментално во соработка со општина Кавадарци администрираме банка за храна. Се извинувам, бевме договорени за тоа. Не договорени, ни беше важно да го спомниме, бидејќи банка за храна е проект. Вчера поминав таму кај што ја дававте храната и фасцинантно беше, мисля, фасцинантно тоа што помагате на луѓето. Ние волонтираме во самиот проект, не примаме финансиска накнада, како организација не примаме
финансии, ниту денар, што кога кажуваме национално ниво, некои ни се смеат, некои се восхитени, но во секој случај банка за храна е нешто кое што не прави горди на себе, бидејќи ни овозможува креативно и едноставно да се исполниме, се чувствуваме исполнети со работењето на тој проект кој што е во заедништво со општина Кавадарци во склоп на семејството Банки за храна на Македонија. Што во едноставни црти тоа би значило? Тоа во едноставни црти би значило има околу 30% еколошки акцент со тоа што нема да дозволиме вишок од храна да се фрла на депонија. Добро, браво. Другото е социјална компонента која што се уште допрва ќе претрпи измени законот за социјална заштита на нашата држава, за тоа што законот не предвидува носење на храна како социјална категорија. И допрва треба да го смениме тој дел од законот, бидејќи многу од фамилиите многу им значи еден пакет кој што со хранливи производи и хигиенски производи кој ќе им биде однесен до домот. Со тоа што им го зачувуваме достоинството на тие граѓани, им овозможуваме да на еден начин добијат некое внимание не од нас, од општина Кавадарци. Иако вие цела работа ќе избракате. Ќе изработиме сета работа, значи дефинитивно и соработка со бизнис секторот. Можам сега во овој момент можам да напоменам дека имаме бизнис чинители во Кавадарци како што се Минекс, Слога. Ќе ми проста дружите што нема да ги спомнам, но има некои кои што навистина немаат разбор за оваа хумана работа. Бидејќи ни не сакаме пари, не сакаме финанси, никој да ни дава од бизнис секторот, донациите ги бараме во храна. Само во храна која што потоа ја пакуваме, ја складираме, ја пакуваме и ја носиме дистрибуираме до самите корисници на банка за храна, кои што се сите веќе етаблирани како корисници на социјална помош, и тоа се претежно категории на кои што навистина не треба да им се позавиди, него треба да им се помогне. Благодарам многу. Исто и вас, во секое време. Ние ќе ве следиме како медиум и секојаш ќе ги поздравуваме сите ваши потези, особено оние кои се од круцијално значење, или би рекол хуманите димензии кои полека низ животот и годините ги загубивме како луѓе и како институции. Сепак вие постоите за граѓаните и многу ми е мило што и на почетокот и на крајот кажавте дека вашето постоење и функционирање е во функција на граѓаните. За граѓаните се грижат сите, меѓутоа на ваков начин ретко кој. Задоволството е наше што функционираме во општина Кавадарци, што имаме такви прекрасни граѓани кои што некои имаат потреба, некои не разбираат, и се надеваме на поголем успех во иднина. А Паризов како раководител, како водаш на оваа хумана мисија, мислам дека уште долго време ќе работи со оглед на тоа што тој убаво добро ги менеджира работите и верувам дека и во секторот кој доправа го најави како активна работа, мислев на заштитеното подречје околу Лукар, на оваа димензија на градот која се дава во една зелена нијанса, зелена боја, зашто и градоначалникот господин Митко Јанчев во својата изборна програма 2017 година фрли акцент и еве тоа го направи после 4 години. Е доволен чинител да поверувате за каков човек се работи, за каква тема значајна од нашиот иден развој зборуваме. А ако сите ние како чинители се вклучиме барем малку, како што рече тој во неговите одговори на прашањето, барем помалку, ако не друго барем да не го уништуваме она што е направено, ќе сториме се. А најлошата варијанта е да не кажеме нешто или пак да се правиме стручни за нешто што не сме. Ви благодарам ако и вечерва бевте со нас. Ќе имаме пауза една од 4 емисии. Во септември се гледаме повторно со серија на емисија отворена за пријатна вечер.